Огледате најновото петочно издание на регионалните вести. 86 годишен жител на гостиварското село Чајле бил пронајден мртов вчера околу 17 часот во водите на Вардар, близу селото. Телото е предадено на обдукција и истрагата ги утврдува причините за настанатата смрт. 86 годишен жител на гостиварско Чајле вчера доцна попладне бил пронајден мртов во водите на Вардар, близу селото. Безживотното тело го пронашол случаен минувач кој пријавил во полициското одделение во Чегране. Истрагата треба да покаже од што настапила смртта. Увид на местото на настанот извршил надлежен обвинител од основното јавно обвинителство Гостивар. Според соопштението на обвинителството, првичните сознанија укажуваат дека починатото лице, родено 1929 година, претходно од своите најблиски било пријавено како исчезнато. Обвинителот издал наредба за вршење на обдукција за да се утврдат причините за настанатата смрт. Неофицијално починатиот старец последен пат бил виден утрото на мостот во селото, оддалечен половина километар од местото каде што било пронајдено неговото тело. Полицијата денови веќе ги интензивира контролните активности во угостителските објекти во Тетовско и во Гостиварско. Ќе се контролира дали се точи алкохол на малолетници, дали се прекршува законот за заштита од пушење, бучавата од музиката и слично. Како дел од заселените контролни активности планирани се повеќе средби со угостителите, на кои полициските службеници поблиску ќе ги запознаат со законските импликации и се друго, соопшти денес СВР Тетово. Во таа насока, СВР Тетово повторно апелира до сопствениците на ваквите објекти, кафулња, дискотеки и други, да внимаваат на јачината на музиката што ја пуштаат во нивните локали или ја свират ангажираните музички групи. Во спротивно, ќе се соочат со пријави и глоба која за физичко лице изнесува од 200 до 500 евра, за правно лице од 500 до 1000 и за одговорно лице во правното лице од 200 до 500 евра во денарска противредност. СВР Тетово исто така уште еднаш ги потсетува угостителите да не дозволуваат престојување на малолетници во објектите по 24 часот, ниту да ги послужуваат со алкохолни пијалоци, бидејќи во тој случај ги очекува високи глоби. За оние кои ќе бидат затекнати како пушат цигари во угостителските или други објекти согласно законот за пушење, предвидена е глоба од 150 евра. Во објектите исто така ќе се контролира и легалноста на вработените, односно дали и колку од нив се пријавени и дали меѓу нив има и странски државјани. Центарот за балканска соработка Луја деновиве е центар на неколку културни случувања во Тетово. Интернационалниот филмски фестивал Watch Out веќе 4 дена се одржува токму во Луја. За утре се најавени изложби и промоција на книга на новинарката Ана Јовковска. 4 дена Тетово е домаќин на Интернационалниот филмски фестивал Watch Out, кој започна на 26 мај, а завршува денес. Организаторите Центарот за балканска соработка Луја велат дека фестивалот е добра можност за тетовската публика на вистински начин да ја вкуси седмата уметност, со оглед на тоа што во Тетово нема кино. Годинава имаме голема посетеност, 10 пати поголема за разлика од првата година. На фестивалот присуствуваат многу гости од цела Европа, изјавија организаторите. Вечерва на програмата на фестивалот се 5 документарни филмови од Македонија, Германија, Индија, Израел и од Белгија. Проекциите ќе бидат во Музеот на Комунистичката партија на Македонија, куќата на Јовановци, со почеток во 20 часот. Влезот е слободен. За утре во Луја се најавени уште 2 настани од областа на културата. Медиа арт клубот на Младински образовен форум од Тетово и Центарот за балканска соработка Луја организираат изложба на изработени предмети од веќе употребени материјали. Целта на настанот е да се прикаже дека старите и неупотребливи материјали може да се употребат и да им се даде нов живот. Изложбата е продукт од двомесечните работилници за реупотреблив дизајн, каде што членовите имаат можност да ги изучат техниките за искористување на старите материјали и предмети. На неа ќе бидат изложени изработените торби, чанти, обетки, алки, футроли за мобилни телефони, украсни предмети. Отварањето на изложбата насловена "Да им живот на старите материјали" е најавено во 12 часот. Утре во Луја исто така ќе се одржи промоција на книгата Пулсот и времето на новинарката Ана Јовковска во 20 часот. Промоцијата на книгата го крши класичниот книжевен формат и продолжува со дебата, како дел од патувачкиот проект на Јовковска, караван на дебати Пулсот на општеството,
платформа за демократизација на јавниот простор низ интерактивна дебата, поддржано делегацијата на Европската Унија и ЕУ инфоцентарот од Скопје. Панелисти на дебатата ќе бидат Артан Садику, аналитичар и активист, Искра Гешовска, теоретичарка на култура, и Висар Вишка, актер. Модератор е Ана Јовковска, новинарка и активистка, а значаен чинител во дискусијата ќе биде и активната публика. Книгата Пулсот и времето е монографска збирка од 50 интервјуа со афирмирани јавни личности, писатели, професори, уметници, активисти, актери, политичари и дипломати. Креативно разиграна и разновидна селекција на 50 од вкупно 500 интервјуа, реализирани низ авторскиот ТВ проект Пулс на Ана Јовковска. Низ ова книжевно дело Јовковска прави вивисекција на македонската интелектуална мисла, расветлувајќи прашања од интердисциплинарен карактер и анализирајќи ги социокултурните феномени на денешницата, како културен документ на едно време. Денес и утре се одбележува споменот на починатите за Душница, во недела пак празникот посветен на слегувањето на Светиот Дух Духовден. Православните христијани денеска и утре одбележуваат за Душница, а во недела го празнуваат Духовден. Петок и сабота се денови посветени на душите на починатите, па затоа според традицијата денеска и утре се оди на гробишта. Се носи храна, а свештениците се молат за душите на покојните. Обичајот на гробиште е да се прочита молитвата, да се осветат работите што се донесени, а потоа оние што дошле на гробот да каснат од пченицата и лепчето полиено со црвено вино. Инаку денешниот ден, петок пред празникот Духовден, е неработен за православните верници. Во недела пак не се оди на гробишта, бидејќи е Духовден. Тоа не е празник на мртвите, туку празник на Светиот Дух и воспоставување на црквата на земјата. Духовден се чествува 50 дена по воскресението Христово, а празникот е познат и како Света Троица или Педесетница. Овој празник, како Божич и Великден, се празнува 3 дена, со што се вбројува меѓу неголемите христијански празници. Инаку на Духовден во црквата Света Троица во Блаце, по повод празникот посветен на слегувањето на Светиот Дух, ќе биде отслужена света божествена литургија со почеток во 9 часот, пошто ќе следи мал водосвет, режење на славските колачи и одредување на идните кумови. За сите присутни ќе следува братско-сестринска трпеза на љубовта, а ќе биде приредена и културно-уметничка програма. Црквата во Блаце е позната и по лековитата вода, од која многумина кои пристапиле со силна вера кон Светото Тројство се исцелиле од болестите од кои боледувале. Традиционално по повод празникот Духовден, утре во тетовската населба Култук ќе се одржи турнир во мал фудбал. Годинава манифестацијата ќе се одржи по јубилеен 20 пат. Во тетовската населба Култук, утре по повод празникот Духовден ќе се одржи традиционалниот турнир во мал фудбал. Иницијативата потекнува од пред 20 години, кога група спортски ентузијасти решиле да одржат турнир, бидејќи во градот немало доволно спортски случувања. Од тогаш наваму турнирот прераснува во спортска манифестација, која во себе го има елементот на почит кон починатите, бидејќи се одржува на празникот Духовден. Има елемент на одмерување на фудбалските вештини и елемент на дружење на заедничка трпеза. Мислим дека овој турнир у Македонија, може и пошироко, нигде не се одржува. Ова е во чест на тие што не се меѓу нас. Па пред да продолжиме понатаму, сакам да му се заблагодарам многу на господинот Злате, кој 20 години е со нас. Од првиот турнир од 96-та, па се до денеска 2015-та, ние го прославуваме 20 годишнина од турнирот. На турнирот почнавме ние таке, неколку спонтано собрани, дека порано си имаше нон-стоп турнири. Задњо време немаше. И на идеја бе, дај да организираме нешто, да се собереме, да се видиме што смо, кој смо. И на кој ден да биде. Абе, викам, моја идеја, викам, дека сум служил војска у Љубљана, па тамо многу се слави овој ден. И им рекол, викам, вака и вака, викам, за Духовден да организирам. Без ниеден против, сите беа да. И така почнавме. А тогај бевме Јако од име Чауш, Тони Чкемба, Борче Сизов, Веле Ѓоко е у Немачка, Мирче Бачки е у Америка, Душко Тулумба, Бате Мафец, Јордан, Саше, 90 души бевме. И еве со наша иницијатива од тогај, до ден денеска се организирало безпрекорно. Еве и на овие слики што се тука стајани, сега више меѓу нас нема, можем
20 до 30 луѓе што биле учесници. И така секоја година, од година на година, све помасовно идеше турнирот. И ми више, како ја например за мене, више повозрасен од другите, решив на овој јубилеен турнир да им препуштим на младите, на Жарета, на Златета, на Ристета и на сите други, да продолжа они. Со една молба да не се заборави, да не се запостави овој турнир. Зашто многу е интересен овој турнир. Сабајлето во саботата сите одиме на гроб, секој од нас има некој починат и му даваме почит. После си доаѓаме, си играме фудбал. Седнуваме на братска трпеза и ги враќаме спомените на тие што не се меѓу нас. Многу убаво. Некој ќе рече сега идеш на гроб, па доаѓаш, седнеш на софра, ама тоа све, моабетот е све за нив. Кога би биле они, како би било, што би било ова, она. И затоа ги молим организаторите за понатаму да обрна внимание на тоа. Кога беше најкритично, 2001, ми и тога не подкликнавме. Ма немој да се собирате че има пукање. Не. Ние си дадовме таква заклетва, што и да биде, ние ќе си го држимо. На утрешниот традиционален турнир во мал фудбал во тетовската населба Колтук ќе земат учество 13 екипи. Надпреварите ќе се играат од 12 до 18 часот, пошто е планирана заедничка трпеза за сите присутни надпреварувачи и гости. Први би кажал голема благодарност до телевизија КИС, што 20 години исто така доаѓа и редовно ни го снима и го презентира овој турнир. Голема благодарност до сите организатори на овој турнир, што овозможиле и начин место да најда да се одржава овој турнир во Колтук. Па вака оваа година ќе земат учество 13 екипи. Овој турнир е генерацијски, значи овој турнир е од цело Колтук. Кажано генерацијски се одржава овој турнир. Значи има учество од 10 години па се до 70 години. Значи оваа година, како што кажа, 13 екипи ќе бидат ќе земат учеството. Турнирот ќе почне во 12 часот, а се надеваме дека финалето ќе биде до 6 часот ќе се одигра финалето. После тоа следува братска трпеза, дружење и спомени за се што било минатото уназад. Мислам дека времево нема да не уплаши, ние ќе играме и да врне, што вика и да ве, ние ќе се земеме и ќе го изиграме овој турнир. Да ги поздравам сите спонзори што се на овој турнир, од кога се формирал до сега, една голема благодарност до сите, значи спонзори што го финансираат овој турнир, што го помагаат конкретно овој турнир. Овој турнир го посветуваме, зашто секој турнир го посветуваме на некој што умрел измеѓу двата турнири. А овој турнир, 20-тиот јубилеен, го одржуваме во чест на нашите херои, што загинаа во конфликтот со терористите. Плюс и за нашите мештани, за Зоран Тото и Бошко Рикото, кои биле на сите 19 турнири редовни. Организаторите ги повикуваат сите љубители на фудбалот да присуствуваат на надпреварите кои ќе се одржат утре со почеток во 12 часот на игралиштето во состав на дворот на црквата Свети Никола во Тетово. 27-годишниот Никола Докиќ од Скопје има потреба од финансиски средства за негово лекување како би ја победил 8-годишната битка со неговата болест. Упатува апел до сите хумани граѓани. Никола Докиќ на 27 годишна возраст боледува од морбус Ходжкин лимфома или рак на лимфни жлезди, диагноза која му е утврдена во 2007 година. Од тогаш па се до денес се бори со оваа болест. Во изминатите години примил 6 циклуса на хемотерапија и направена му е автологна трансплантација во мај 2013. Лекувањето било на клиниката за хематологија во Скопје. Во ноември 2013 повторно имал рецидив на болеста и преку самофинансирање се обратил во Центарот за експертска медицина во Загреб кај професорот доктор Борис Лавар. По неговата препорака единствена терапевска опија во неговото лекување е лек кој се дава кај рефрактен Ходжкин лимфом. Лекот не е регистриран во Македонија и мора да се набави во странство. Според информациите со кои поседува семејството Докиќ, лекот го има во Словенија и цената на еден циклус терапија би чинела 12.000 евра. Него засега му е препорачано да прима 3 циклуса терапија.
а со оглед на финансиската исцрпеност од трошоците околу неговото досегашно лекување не е во состојба да го набави лекот со лични средства. Тој неговото семејство ги молат сите добронамерни граѓани во рамки на своите можности да ја земат во предност хитноста на неговото лекување и заеднички да успееме да пружиме можност за собирање на финансиски средства за терапијата на Никола Докиќ, кој доколку се прими навремено би значило навремена хируршка интервенција за спасување на неговиот живот. За оваа намена отворена е следната жиросметка: 25 00 140 2239 /38 во Шпарка се банка, на која можете да донирате парични средства. Покрај тоа отворени се и линии на трите мобилни оператори. Со секое јавување на 070 143 115, 077 143 144 и 075 143 111 донирате по 100 денари. Сите овие денови поминати во болница да останат само едно мое минато: да оздравам за да се изборам и да бидам успешен човек, сопруг и родител, е пораката на Никола Докиќ до сите хумани граѓани. Светиот архиерејски собор на Српската православна црква ги екскомуницира поранешниот владика Рашко Призренски Артемије и поранешниот игумен на манастирот Црна река Николај. Саборот одлуката ја донесе синоќа, Артемије и Николај од сега ќе можат да ги користат само своите световни имиња: Марко Радосавлевиќ, односно Негослав Николиќ. Артемије и Николај практично се анатемисани, што е прв случај во историјата на Српската црква. Саборот во средата го повика Артемије да се врати на патот на мирот и единството во црквата, но тој тоа го одби. Иако саборот со претходната одлука за расчинувањето Артемије го стави во редот на монасите, поранешниот владика одби да ја соблече мантијата и ознаките на неа. Артемије расчинет поради раскол на црквата, што се смета за прв раскол во историјата на СПЦ. Во Босна и Херцеговина има меѓу 3000 и 5000 потенцијални терористи, и тоа се податоци со кои располагаат безбедносните и разузнавачки агенции во државата. Експертот за безбедност Предраг Церанич подсетува дека пред неколку години директорот на разузнавачко безбедносната агенција на Босна и Херцеговина Алмир Џуво потврдил дека тогаш во Босна и Херцеговина имало околу 3000 потенцијални терористи. Веројатно таа цифра сега е многу поголема ако се земат предвид оние кои одат и се враќаат од сириските боишта, вели Церанич. Тој додава дека суштината на борбата против тероризмот е превенција, што како што вели не е само работа на полицијата. Во организација на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации УНХЦР во Банкок денеска започна меѓународен собир од кој се очекува донесување на план за решавање на актуелната криза со бегалците од Мјанмар и Бангладеш. Покрај УНХЦР организатори на средбата се Интернационалната организација за миграција и Канцеларијата за борба против дрога и криминалот на Обединетите нации, а учествуваат високи представници на влади на 17 држави. Председателот на ФИФА Сеп Блатер влезе во денешната трка за повторен негов избор на таа функција со уверување дека единствено тој може да ја исчисти Светата фудбалска федерација од корупција. Со тоа тој ги отфрли сите барања да се поднесе оставка. Во текот на оваа недела имаше апсење на неколкумина функционери на ФИФА поради вмешаност во корупција. Доколку биде избран, тоа ќе биде 5ти мандат на Блатер на чело на ФИФА. Денес имавме сончево време со малата умерена локална облачност и со умерен северен ветер. Утринските температури се движеа од 7 до 12, а дневните од 15 до 21 степен. УВ индексот изнесуваше 7. Според управата за хидрометеоролошки работи на Македонија, времето утре ќе биде сончево во планинските региони со мала облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 10 до 16, а дневните од 18 до 26 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 8.
Овде го завршуваме денешното издание на регионалните вести. Благодарам што бевте дел од него. Пријатно.